Како што веќе најавивме, имаме едно вклучување со Тамара Ѓурчиновска од Арт Балет. Имено сакаме особено во вакви црни моменти за целиот свет практично, не само за нас, да зборуваме за позитивни работи. Една од позитивните работи секако е одличното представување на Македонија на меѓународен план во повеќе сфери. Една од нив е и танцот. Имено, чест ми е да зборувам со Тамара Ѓурчиновска од балетското студио Арт Балет, кој забележа неверојатен успех на меѓународен план, конкретно во Русија. Зборуваме за 3 први места, едно второ место, едно трето место на светското првенство за танц. Не се секирајте, тоа се одвиваше пред целата ситуација со пандемијата, вратени се во земјава пред тоа, така да општествено одговорни се. Дали се слушаме, Тамара? Да, се слушаме. Добро утро на сите, добро утро на гледачите на Алфа ТВ. Многу ми е драго што барем на некого ќе можеме ово утро да му го разубавиме и да ги споделиме со гледачите убавите моменти кои ги доживеавме во Русија и секако големиот успех. Апсолутно, имаме и некои фотографски материјали кои ги имаме документирано, да можат да се вртат, да ги гледаат гледачите. Но ајде прво да позборуваме за самиот навистина неверојатен успех. Ова е огромен успех на меѓународен план. Прво честитки за вас и за учесниците, нели, во танцот. Па можете ли да ни раскажете како тоа се одвивало, како сте дошле до овие награди? Колку учесници имало и така натаму. За самата компетиција да позборуваме. Првено би сакала да нагласам дека ова е европски танцов шампионат. Европски и кој е организиран од Светската артистичка танцова федерација, која што е една од најголемите 3 танцови федерации во светот. И ова европско првенство е едно од најголемите случувања во танцот и на секоја држава и земја му е престиж да земе учество на самиот надпревар. За нас беше ова втора година како представници, мене како судија, како дел од судискиот панел ми беше трета година поред. И навистина самото чувство дека си во градот на танцот и на балетот е навистина еден огромен успех и буди со себе посебни емоции, но кога ќе ги подготвиш и македонските танчери и деца да земат учество и да бидат дел помеѓу над 24 држави од светот, помеѓу 8.000 надпреварувачи, навистина е чувството посебно и неверојатно, бидејќи за овој проект се подготвуваме буквално цела година. Навистина не е лесно само да се отиде и да се настапи. Треба, јас со децата работам на исклучително тешки тренинзи. Ние од самиот почеток на годината до март месец имавме буквално тренинзи и наутро и навечер по минимум по 3 часа во сала. Подготвување на кореографии, кондицијски тренинзи, специјален режим на исхрана, подготовка на костими за децата да го издржат сето тоа, бидејќи самиот надпревар се одржува 3 дена на 3 танцови сцени. Тоа е навистина многу побарувачки. Исцрпувачки, да. Посебен режим на исхрана. Да, секако мора да има. Кога се тренира и кога телото троши многу, тогаш мора да се внесува многу зеленчук, многу овоше, многу течности, како би се одржал организмот на најдобар може начин. Така, како што рековме, кажавте 24 вкупно земји учеснички, танцови студија од 24 земји учеснички. Да, навистина голем. Ова се одржа... Да? Се извинуваш. Сем Италија, Кина беше забрането, бидејќи Русија прва ги затвори границите со останатите држави кои што има најавено во претходниот период корона, така да одредени држави не беа во можност воопшто да присуствуваат, затоа што беше ограничен влезот во Русија. Така, кои се победниците, можете ли да ни ги кажете? И во кои категории секако?
вака сега во артистичката танцова федерација, значи постојат повеќе видови на танци како што се перформинг артс, таму спаѓаат класичниот балет, модерниот балет, джез балетот, акробатиката. Потоа следат и латиноамериканските танци, каде што има повеќе потточки во кои ние не учествувавме. Секако тука победници имаше од Русија, меѓутоа ние од Македонија во групните танци земавме 3 први места, меѓутоа вкупно беа 7 први заедно со солистичките и дуо настапите. Балетското студио Арт балет се представи со класичен балет, модерен балет и джез балет и акробатика. И ми е драго што успеавме во сите овие видови на танци да се трудиме да бидеме најдобри, бидејќи навистина е многу тешко кога ќе опфатиш повеќе видови на танци, бидејќи секој си бара посебен тренинг, посебна кореографија, посебни специјални костими. Се потрудивме да прикажеме што повеќе танци и да покажеме дека умееме да танцуваме не само класика, не само модерен балет, туку веќе и 3 години наназад како ги активиравме дечињата во джез балет и во акробатика и навистина веќе имаат многу убави пласмани во светот. Така, само да подсетам режија дека имаме и фотографии од вашето гостување во Руската Федерација. Да кажеме нешто и за самите искуства, какви искуства имавте генерално во Русија? Да бидам искрена, мене никогаш доста не ми е од Русија и од Москва. Има навистина многу убави места покрај самиот надпревар што е фантастичен и каде што може да се научи многу и од преостанатите држави и земји. Впрочем, затоа и се трудам секогаш да ги однесам децата на одреден голем настан и надпревар и фестивали, каде што пред се може да видат нешто, да го споделат своето знаење со останатите, да бидат оценети од првни професионалци и стручњаци и да видиме нели до каде сме, бидејќи светот во танцот секогаш оди напред, доаѓа нова музика, нови кореографии, нови идеи, па секогаш преку ваквите настани, надпревари, фестивали и големи настани се учи премногу и имаме и можност да ги прикажеме најдобрите таленти од кај нас. Тука има уште еден сегмент кој би сакал да го напоменам, не само за вас, туку и за пошироката македонска јавност. Вие, како арт балет и децата, сте заминале во Русија со сопствени средства. Тоа беше минатата година, оваа година имавме финансиска поддршка од Министерството за култура. Да, меѓутоа моментално се нели сите проекти малку задоцнети поради целава ситуација, но имавме годинава навистина поддршка од Министерството за култура и тоа е навистина за поздрав, бидејќи на секој уметник му е потребна финансиска помош од државата, посебно на децата и младите кои што понатаму на дел од нив моментално се тоа има хоби, но понатака може да им прерасне и во професија. Па навистина е исклучително значајно за нас кога имаме одредена поддршка. Така е, да споменеме само, јас веќе напоменав на самиот почеток на разговорот кога ве најавував дека се вративте пред оваа кризна ситуација. Само да прецизираме за граѓаните да не ве стигматизира, затоа што за жал имаме таков обичај како општество да ги стигматизираме луѓето кои се вратиле. Вие се вративте пред посебните мерки и во време кога во Русија се уште немаше евидентирано ниту еден заболен од коронавирус. Ако може само да прецизираме за наша голема среќа, бидејќи тимот се составеше, секој дете беше и заедно со неговиот родител, така да не беа децата заедно сами со мене, него беа присутни нивните родители. Цела година се подготвувавме за ова патување, константно бевме во контакт со организаторот и нашата рутина и пат до тамо, нели како безбедно би ги однеле децата, бидејќи доколку имаше дуго што во тој период, секако ова патување и овој настан ќе беше откажен. И ми е драго што за среќа
голема, на вистина немаше никакви ниту случаеви, ниту било каква најава за корона во Русија, беше безбедно во тој период, затоа и се одржа настанот, бидејќи веќе самата држава имаше превземано одредени безбедносни мерки за државите каде што веќе имаше многу корона, значи не беше дозволиво воопшто да слета авион од Италија или од останатите држави и тие учесници затоа и не беа присутни на овој натпревар, бидејќи самата држава не даваше ниту визи, ниту влез за загодените од корона, па ние имавме таа среќа да го фатиме што се вели последниот воз, да ја представиме државата, да безбедно бидеме таму и да се вратиме безбедни. Еве, фала Богу, преку 24 дена тука, сите живи, здрави, прави и навистина ми е драго што имаме убави спомени, бидејќи веднаш по нашето враќање беше буквално стопирана работата. Балетското студио во моментот веќе 3,5 недели како не работи. Многу ми недостасуваат децата, моментите во сала. Сите се надеваме на побрзо завршување на сето ова, бидејќи имаме многу планови проекти кои што ни следат. Моментално се стопирани поради коронавирусот, ете како што се концерти, надпревари, патувања, настани. Буквално се што имавме како планови во моментов се стопирани. Така се очекува тие да бидат на стендбај и да, само за јавноста ќе потсетам дека Руската Федерација беше една од првите, ако не и првата која воведе рестриктивни мерки во однос на движењето на патници од и кон оние кризни жаришта за коронавирус што се споменуваат. Сега ќе ми извините, меѓутоа коронавирусот е во апсолутен фокус. За жал, таква е ситуацијата. Да кажеме и збор два за самото балетско студио, за самото арт балет. Вие постоите со години веќе? Да, ова е 14-та година. 14-та година како твориме и работиме во Скопје, во општината Карпош. Броиме над 200 членови во нашето студио, поделени во различни групи и возрасти. Навистина се трудиме со сите деца да сработиме што е можно повеќе, да им ја зададеме онаа класична балетска основа, покрај класичниот балет, да ги научиме и на останатите видови на танци, откога ќе научат основата на класичниот балет. Сите дечиња се поделени на различни возрасти и групи, воедно сакам да ги поздравам нив и нивните родители, бидејќи веќе се пред малите екрани и со нетрпение го чека овој интервју. Бидејќи од нашето враќање од Русија воопшто не сме се виделе со никој од членовите, поради престанокот на работа, така да го користам овој момент да ги поздравам, бидејќи многу ми недостасуваат. Во план ни беше нашиот годишен балетски спектакл, годишниот концерт во Националната опера и балет, меѓутоа поради предвидената ситуација тешко дека ќе се одржи оваа година, така да следната година со почеток во септември ни е 15-та јубилејна година за балетското студио Арт Балет и навистина ќе се потрудиме да го надополниме сето ова што ќе го пропуштиме во овој период. Имаме многу планови, многу идеи, бидејќи ние веќе 7-8 години како патуваме со сите дечиња надвор од нашата држава. До сега имаме посетено земји како што се Австрија, Германија, Италија, Белгија, Холандија, Русија, Србија, Хрватска и многу други држави. И навистина ми е за цел да ете на децата барем малку им го доловиме светот, тоа што се случува во светот, да видат дека и тие се доволно добри, да си ги покажат своите најдобри страни, како што е тоа хобито во моментов за нив балетот, и да се трудат да бидат најдобри во тоа што го работат и што го прават, секогаш да го покажат најдоброто од себе и воедно понатака кој ќе се преодреди да биде професионална балерина, кој нема да се преодреди, сигурна сум дека ќе биде верна публика во македонските театри. И јас би сакал да им се заблагодарам на учесниците и вам за пред се за фантастичното представување на Република Македонија на меѓународно ниво. Тоа е секогаш голем успех. Јас, барем моје лично мислење, е дека такво представување без разлика на сферата, значи позитивното представување на Македонија во меѓународни граници е нашиот практично најдобар амбасадор, нели, во светот. Да ви се заблагодарам уште еднаш за гостувањето. Тоа беше Тамара Ѓурчиновска од Арт Балет.